Економските потенцијали од легализацијата на рекреативната употреба на канабисот во Македонија. Ова беше темата на трибината која што денеска се одржа во Прилеп, во организација на граѓанската организација Бивиум од Штип, а со поддршка на НВО театарска работилница од Прилеп. Според организаторите на настанот, доколку Македонија ја легализира марихуаната, тоа ќе значило огромен економски бенефит за државата, како отворање на нови компании, отворање на нови работни места, плаќање на придонеси, но и нов даночен прилив за Македонија. Целта на оваа кампања била да се зголеми свесноста кај јавноста, владата и бизнис секторот од придобивките на канабисот. Па во моментов треба само да се зголеми свесноста кај бизнис секторот и кај владата дека надпреварот во овој сектор е отворен на светско ниво и дека треба што побрзо да се вклучиме по однос на пречки. Рекреативниот сектор, рекреативната употреба на канабис е нелегална во моментов, значи потребна е политичка волја на владата да го прифати ова како составен дел од националната економија и да најдеме соодветно правно решение, закон и соодветен бизнис модел, како да профитираме најдобро како општество. Светскиот пазар за канабис во 2017 година изнесувал 11 милиарди долари, со проценки дека истиот ќе достигне неверојатна вредност од 130 милиарди евра во 2025 година. По однос на вработувањата пак, во секторот во 2017 година работеле повеќе од 160.000 луѓе, додека во 2021 година се очекува во овој сектор да се вработат над 400.000 луѓе. Според НВО секторот на среден рок, Македонија годишно од производството на канабис за медицински научни цели, како и од производството за рекреативна употреба, би можела да има годишен прилив од околу 300 милиони евра. На среден рок би рекол дека Македонија може да има да достигне обрт во двата сектори, во медицинската и во рекреативната употреба од околу 300 милиони евра, што е значителен придонес само во овој сектор, но тие средства понатаму би се прелеале и во другите сектори на годишно ниво. И она што е интересно за секторот канабис е што станува збор за поливалентен сектор, сектор кој задира и во земјоделието и во туризмот. Во земјоделието имаме производство на зелена маса, потоа имаме можност за развој на кондиторска индустрија, но исто така постои доста голем простор во делот на развој на туризам. По однос на онај момент на поливалентност, самата опција дека една држава има легална можност за конзумирање на канабис отвора доста простор за развој на тој канабис туризам, нешто што доста е развиено во Северна Америка, конкретно во овие 10 сојузни амерички држави, во Канада. За пример би ја зел Холандија, например Холандија е синоним за слободно користење на канабис, но она што е интересно за Холандија е дека тие немаат правно решение, немаат закон, туку имаат само добра пракса. Во 2016 година, со измена на законот за опојни дроги и психотропни супстанции, во Македонија се дозволи производство на канабисот за медицински и научни потреби, а со тоа државава се вбројува во една од ретките кои воопшто имаат такво законодавство. Тоа пак давало оптимизам дека можело да се изнеди правно решение за легализирање на рекреативната употреба на марихуаната. Она што го дозволува законот од 2016, законот за контрола на опојни дроги е производство на канабис за медицински потреби. Тоа значи дека во моментов во Македонија има најмалку 16 компании кои произведуваат и преработуваат канабис за медицински и за научни потреби. Додека терминот рекреативна употреба значи користење на канабис без потреба од дијагностицирање на одредена дијагноза. Значи не мора вие да сте болен за да конзумирате канабис, него едноставно тоа представува животен стил и определба на одреден број на луѓе на ниво на цел свет и тоа е право некој да користи канабис без потреба да докажува дека има одредена дијагноза. Со законската рамка од 2016 година, законот што го спомнав, нашата држава потврди дека растението канабис има здравствен бенефит врз здравјето на луѓето. Значи не станува збор за морал или етика по тоа прашање, него станува збор за отворање на нов бизнис сектор во нашата национална економија. По однос на решенијата во другите држави, би спомнал дека државите од америчкиот континент се многу полиберални и проактивни. Тука се пред се Канада, 10 сојузни држави во Соединетите Американски држави, Уругвај, се очекува и Мексико да излезе со ново законско решение, додека на европскиот континент владите се малце поконвенционални, тие се повеќе фокусирани на легализирање на медицинската употреба и на процесот на декриминализација, додека легализацијата е повеќе присутна на америчкиот континент, но тоа не представува формален проблем за Македонија како држава да го избери токму тој пат.
Според организаторите, доколку се легализира производството на канабисот за рекреативна употреба, голем број семејства кои сега едва и преживувале во текот на месецот, ќе можеле да си обезбедат пристојна плата од одгледувањето на само неколку садници. Во тој контекст сметам дека социјалната придобивка е многу важна. Исто јас како, да речем, визионер, например, сум изненаден како една гранка може да направи огромна промена. Замислете едно семејство каде што има двајца невработени, повозрасни социјални случаи кои живеат со 3 до сега најново 10 или 12 илјади денари месечно, кои средства не се доволни за одржување на семејството, наеднаш во текот на една година да може самиот да си плати придонеси, да добива плата од 30 или 40 илјади денари, да и плати такса на државата. Замислете дека сите невработени во една година наеднаш можат да придонесат и да заработат за себе си од 3 до 5 илјади евра со садење на неколку стебла кои што не бараат никаков труд. Замислете колку труд треба за истата сума да ја добија некој земјоделец кој одгледува тутун. 60 денари е, 6 евра е кило тутун со се субвенциите на државата, а 600 е на црниот пазар зелена маса канабис. Во тој контекст имам голем простор и за државата, а и за социјална придобивка. Исто така важно е да се каже дека во земјите каде што е веќе легализирана или декриминализирана употребата, дека се намалува криминалот и се намалува и употребата. Учесниците на трибината и организаторите воопшто не сметаа дека употребата на канабисот е штетна, туку напротив дека тоа растение има лековити својства, а луѓето кои го конзумирале не треба во никој случај да се сметаат за наркомани. Например, познати се исто еден куп работи дека алкохолот е смртен, дека цигарите се смртни, дека никој не се предозирал од марихуана. Значи, тоа е невозможно да се предозираш од ваква билка, од нане никој не умрел. Можеш да јадиш или да пиеш чаеви колку сакаш. Дали има некој медицински доказ кај што има докажано дека има негативни последици? Например, за цигарите има, за алкохолот има. А за марихуаната не? Не, јас немам слушна. Тоа е единствено како последица, она што се зборува и она што е стигмата, дека луѓето кои конзумираат марихуана се наркомани или болни. А јас мислам дека тоа не е така. Например, алкохолот е легален, дали сме сите пијаници? Така, цигарите се легални, не се сите пушачи. Така, значи тоа е избор. Зошто некој да биде обвинет затоа што пушел една цигара канабис на ден? Јас мислам дека треба да се прегледа размислувањето и ставовите, а иначе законите ги носи владата. Вакви трибини било планирано да се организираат и во другите градови во Македонија.